Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Повторното раскопување на дел од новопоставената калдрма на влезот од Охридската чаршија во рамки на проектот за реконструкција на плоштадот Крушевска република и просторот околу Чинар предизвика реакција од политичките партии Левица и СДСМ Охрид, додека од општина Охрид денеска соопштија дека станува збор за корекција по утврдени неправилности при изведбата. Од општината информираат дека при контрола на терен извршена од стручниот надзор ангажиран согласно законските процедури биле констатирани неправилности во поставувањето на коцката на почетокот од пешачката зона на површина од околу 45 метри квадратни. До изведувачот е издаден налог за корекција на изведбата и за целосно усогласување со проектот и предвидените технички спецификации, соопштија од локалната самоуправа, додавајќи дека прередувањето на коцката и сите дополнителни градежни активности ќе бидат на товар на изведувачот. Од општината потенцираат дека нема да прифатат решенија кои отстапуваат од предвидениот квалитет и дека сите забелешки од надзорот мора да бидат отстранети пред продолжување и прием на работите. Целта е реконструкцијата на плоштадот Чинар да се реализира квалитетно, безбедно и во интерес на граѓаните, посочуваат од таму. Предходно, со реакција до медиумите се огласија од Левица Охрид, откаде обвинија дека просторот бил реконструиран на брзина без никакво идејно решение по реакциите на дуќанџиите кои со месеци се соочувале со раскопан простор на влезот од чаршијата. Со механизација повторно се копа истиот дел од градската чаршија, некако стана практика уште од првиот мандат на градоначалникот да се реконструираат веќе реконструирани тротоари и улици, велат од Левица прашувајќи како се трошат парите на граѓаните. Реакција пристигна и од СДСМ Охрид. Од партијата оценуваат дека единствениот успех на локалната власт е да го ископа градот пред туристичката сезона и тоа на тазе поплочениот дел од чаршијата. Инаку, проектот за реконструкција на просторот околу плоштадот Чинар предвидува нов урбан изглед со поставување урбана опрема, канделабри, летосветлување, фонтана, садници, клупи и канти за отпадоци. Вредноста на проектот изнесува 45 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општина Охрид. Овој викенд во водите на Охридското езеро со централна локација во автокампот Градиште успешно се реализираше голема регионална еколошка акција за чистење на подводниот свет во организација на Нуркачкиот центар Амфора. Во акцијата учествуваа вкупно 80 нуркачи од Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, обединети со заедничка цел заштита на едно од најстарите и највредните природни богатства во Европа, Охридското езеро. Во текот на акцијата беше отстрането големо количество отпад од дното на езерото, со што уште еднаш се испрати силна порака за значењето на еколошката свест, заштитата на природата и регионалната соработка. Во акцијата учествуваа нуркачките клубови Амфора, Врело, Пена од Македонија, Марсонија од Хрватска, Тритон Тек Тим од Србија, Шарки Витес од Босна и Херцеговина, како и организациите Заботи музеј Охрид и Црвен крст Охрид, Казнено-поправниот дом Охрид, специјалната антитерористичка единица Тигар и баталјонот за специјални намени Волци. Организаторите упатија голема благодарност до сите учесници поддржувачи кои придонесоа за успешна реализација на проектот. Охрид Еко 2026 уште еднаш покажа дека заедничката грижа за природата може да создаде вистински и долгорочни промени за идните генерации. Недостигот на стручен кадар останува еден од најголемите проблеми за хотелско-угостителскиот сектор. Во пресред на сезоната се потешко се наоѓаат келнери, готвачи, бармени. Од средното угостителско училиште велат потребни се законски измени за да се врати угледот на професиите, вработените во секторот да имаат стручно образование. Немаме закон кај што вика дека келнерот мора да е келнер, дека готвачот мора да е готвач. Значи, некои измени во законот, барем 50% од вработените во угостителскиот сектор да имаат завршено средно угостителско образование и мислам дека би се појавил поголем интерес за упис и мало менталниот склоп на родителите да се смени. Значи, како секој родител размислува, заврши ова, келнер можеш да работиш во секое време. Значи,
а во Охрид се знаи која е работата. Значи што можете во текот на цела година да ја работите. Угостителските професии последниве неколку години стануваат атрактивни поради повисоките примања и побарувачката на пазарот, но проблемот во регионот е сезонскиот ангажман. Мислам дека тој тренд веќе почна да се менува, односно порано платата беше многу ниска на кенерите и готвачите. Сега, значи еден кенер да речам зема околу 700 евра плата, еден готвач надминува можете и преку 1500 евра плата. И веќе се менуваат работите со значи ако земаме на споредба со Хрватска 1300 евра плата. Значи, кај нас 1500 евра плата, си во домашен смештај, дома си и мислам, има да речам, ево, 6 месеци работа, а 6 месеци хотелите ги плаќаат и покрај тоа што не одат на работа, им овозможуваат да пак да земаат плата. Значи, зборуваме за квалитетни работници, значи келнери и готвачи. Туристичките работници предупредуваат дека без стручен и професионален кадар ќе биде тешко да се одржи квалитетот на услугите и имиџот на Охрид како атрактивна туристичка дестинација. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,84% во однос на претходната одлука. Така од полноќ малопродажната цена на бензинот Евросупер БС95 се зголемува за 2 денари по литар, додека малопродажните цени на бензинот Евросупер БС98 и на Евродизел се зголемуваат за 2,5 денари по литар. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС95 од полноќ ќе изнесува 87 денари, малопродажната цена на Евросупер БС98 ќе изнесува 89 денари по литар, додека малопродажната цена на Евродизел ќе изнесува 92 денари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство се намалува за 0,5 денари по литар и со тоа новата цена изнесува 93,5 денари по литар. Мазутот пак поскапува за 0,846 денари по килограм и со тоа малопродажната цена на мазутот ќе изнесува 50,814 денари за килограм. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен северозападен ветар. Според метеоролозите се очекува да наврнат над 20 литри на метар квадратен дожд. Утринската температура од 9 степени, максималната дневна до 16 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 5 до максимални 24 степени. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот. Утре во петок и за време на викендот ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд над 20 литри на метар квадратен, грмежи и засилен ветар кој ќе достигнува и над 70 км на час, локално во форма на невреме. Во среда и во следните денови ќе дува засилен северен ветар.